Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Македонија е позната по тоа што секогаш имала добри фудбалски голмани. На времето уште во Вардар, кога бранеа Цветковски, потоа Георгиевски, Милошевски, потоа дојде Мути Барич, кој остави навистина печат во македонскиот фудбал, па Георгиев, Лазаров, за таму некаде, кон крајот на 80-тите години, да се појави една нова генерација во која што во првите моменти уште се виде дека најекспониран ќе биде Гого Јовчев. Гого Јовчев е наша следна спортска легенда, со него ќе разговараме за неговите почетоци, за неговата кариера, за тоа како дојде да се најде меѓу стативите и да израсне во врвен голман кој во својата кариера, меѓу другото, бранејќи го голот на Вардар, освои и 4 титули првак на Македонија. Гого Јовчев е фудбалско име во Македонија кое треба да го гледаме и од еден друг аспект од педагошки, бидејќи тој е сега вклучен и во академијата, а знаеме што значат тие академии за развојот не само на фудбалот, туку воопшто спортот во една држава, и добро е што еве пред неколку години профункционира една таква академија кај нас, за да може да се соберат талентите и низ една стручна работа да дојде до израз нивниот талент, да се развијат во квалитетни спортисти, во конкретниот случај фудбалери и посебно фудбалски голмани. Гого, воведот за тебе го дадов, сега тебе ти останува да кажеш дали почна најнапред да играш или веднаш беше на голот. Тогаш имаше мали голчиња, така ги викавме по населбите каде што живеевте. Ти живееше во Кисела вода, Кисела вода е позната, морам да кажам, и по Дарко Панчев, и тој почна таму на тротоарите, потоа во школските дворови да игра фудбал и израсна во голем фудбалер и европски стрелец, носител на златна копачка. Дали и ти така се изградуваше или во малку посовремени услови ги почна твоите фудбалски денови? Прво да ви се заблагодарам што ме поканивте да бидам гостин во вашата прекрасна емисија. Второ, во тоа време не беше времето како денеска со компјутери, со телефони, со PlayStation и што се вика, зашто јас имам син мој што исто тренира и игра во Вардар. Друго време, јас израснав во Кисела вода до моите 13 години и секогаш стоев на гол, ама пак благодарејќи ме носеше секогаш тој пат за мојот починат Војко, прославен голман, олимписки репрезентативец на Југославија Алберт Цветинич, кој бил многу голем голман во првата и втората Југословенска лига, бранел во такви клубови како Трепча, Приштина, Куманово, МИГ, Дете на Вардар исто како ја. Тој бранеше во МИГ во втора лига, а потоа бранеше и во Куманово во втора лига, Куманово кога имаше така, и во Приштина прва Југословенска лига долги години бранел, во Трепча прва Југословенска лига. И од секогаш ми беше како идол кога ќе дојдеше кај мене на гости, ми носеше фудбал, патики, топки, рипав позади гол кога ќе бранеше, памтам како дете само да го гледам како брани, и така ме понесе тоа од Војко ми. И во мало, обично, знаете и вие, сега например деца многу поретко играат фудбал, што ми мене многу криво, имаат многу поголеми услови сега колку игралишта се направени. Ние немавме игралишта, ние игравме како што кажате на мали голчиња. Памтам во Кисела вода гаражите ни беа голови. И знаете секогаш кој бил најмал, тој бранел. Ја бев најмал, играв се со постарите. Пред гаражата, знам. Тука, пред гаража бранев, зашто знаете кој е најмал? А ролетата спуштена, кој е отворено? Ако е отворено, отиде колите ќе ги скршиме. Тоаш. И така во Кисела вода почнав. До мој 13 години, после се преселивме во Ново Личе, кај што живеам и ден денеска со моите родители. И тука продолжив. Знаете како немаше игралиште, тоаш нова населба, игравме на трева. Кинев тренерки, еден ден мајка ми, памтам на татко, секој ден дојав искина дома.
да ме однесе на тренинг во Вардар. Влеговме во просториите на Вардар, тука беа седнати покојни Петар Шулинчевски, Чичко Сократ Мојсов, Ванчо Трбевски, Кочо Димитровски, мислам, Мето Спасовски, све живите легенди на Вардар, што се вика нека му лесна земја на Петар Шулинчевски. Јас имав 13,5 години тогаш, влеговме за татко ми. Тоа вака во години 87. 87, јас сум 74 роден, тој е 87 према 88. Влегов во просториите да се запишам да тренирам. Колку години? 13,5 години. Ми рекоа стар си. И јас со татко ми се трнавме по старите ги памтите кабини кај северната трибина, помеѓу северна и источна што беа. Да, има тоа. Северна и источна тунелот да. тоа. Како ден денеска си ги памтам, таму поминав 4-5 години, може најбој. И на пола тунел искочи господинот Сократ Мојсов, само праша, вика, бе, што позиција, вика, голман. Леле, вика, врати се, немаме, вика, голман и вика, никој не ќе да брани, сите сакаат да играат. И така почна да си одам на тренинг, а паралелно и да играм умало фудбал. Порано се живееше за фудбал, цел ден игравме надвор. Двај чекав да заврши тренингот за да играм фудбал умало. И така најбо се учеше фудбал. Откога отиде во Вардар, мајка ти малку здивна, веќе немаше. Не е здивна, што здивна опремата, ама не, што здивна, не, Чичко Зоран не здивна, туку мајка ми тогаш уште по-голема белја, зашто не е како денеска, например, како што имаат услови деца, поготово во академијата кај што сум ја од самиот почеток, еве 4-5 година завршува, кај што опремата све име натацна. Стокмено. Све е стокмено, доле во економадот, све е стокмено. За 4 генерации редовна академија ќе учат и плюс што имаме 2 генерации УЕФА паралелки, кај што децата заедно седат и спијат во хотел, кај што све им е платено од Федерацијата на Македонија, кај што им е платено и превоз и све со автобуси. А тогаш Јас станував са Бајле у 8:30, кога ќе бев у школа од поручек. У 8:30 на автобус ќе се симнев кај факултетот, кој факултет беше? Технички факултет, така, браво. Пазарчето. Се симнев пешки, колку што бевме другари сите од аеродром, тука заедно си одевме. Пешки на тренинг, ќе завршише тренингот, торбицата на рамо, опремата, мислам, ставена од дома, у школу физкултурно учев, од таму дома и мајка ми на перење. И така... Единствено се спаси само од крпењето, од шиењето. А нешто пак и крпи она, зашто тренинг се кинат тие тренерки. Значи ти како пионер ќе отиде таму, прво ти рекоа стар си задоцен. Да. Потоа еве по игра на случајност на Сократ голман и стана голман. Господ така требало да биде. И кога почна да браниш, дали се сеќаваш на тие први надпревари, тогаш и немаше лига како сега организирана пионерска лига, па за 2003, 2004, 2005, 2006 по години, па постојано се игра. Тогаш како изгледаше така активноста на еден млад фудбалер, да не речам пионер кој оди кон кадети? Така е. Лига имаше, памтам, имаше лига младинци и кадети, мислам. Мислам дека, не верам дека пионер имаше лига, зашто не игравме. Пријателски некој игравме над превари. Идевме многу убаво, беше организирано, турнирите беа многу убави, например Борово. Во Софија одевте во... Не сум бил ја во Софија, ама ја не сум бил во Софија, ја памтам за Борово беше традиционален турнир, Стефан Ништицки беше традиционален турнир што се идеше, Фоча, партизанската олимпијада, сите репрезентации, тоа беше репрезентации на републиките. Да. Тие ги памтам 3-4 турнира, иначе Вардар си идеше у Париз, у Лондон одеше, само тоа беше блиц одење. А овие беа стандардни турнири. Овие беа традиционални турнири на ниво на Југославија, поранеше и одеа тука. Ама немавме ние многу рецитативци, што Зоран. На прволигашите. Памтам ја у генерациите, немаше многу рецитативци на Југославија, дали може да се одвои, ја што памтам од 13 до мој 17-18 години, за тие 5 години, 2-3 да идеа за репрезентација на Југославија од Вардар. Зборам од тие генерации. А и уназад да се вратам што сум слушал, многу ретки биле репрезентативци во младите категории, зборам од Вардар, што играле во репрезентација на Југославија во тие генерации. Да. И тие што биле стварно бе, тоа беше екстра класа, за да влезеш ти во таа репрезентација. Например, у моје време имаше, сега, вашиот син беше репрезентативец на Југославија, памтам. Да, играше на Дејан Балканијада. Цветковски. Не е битно кај си играл, кога ќе оставиш грбот на СФР Југославија, тоа била најголема чест на држава. Балканијада, сакам да од 24 милиона. Прво место освоија сега, во Турција. лесно, во репрезентација Македонија да го ставиш грбот е многу чест,
Најголема што се вика наша држава, да не бидеш репрезентативец, а небо Југославија кај што била држава на 24 милиона со ненормална конкуренција. И ти, значи, почнуваш да браниш и што си викаш? Ќе станам голман, ќе стигнам до првите. Ма мене ми беше идеја, не идеја, туку само ми беше во мислата да забранам за Вардар. Тоа си имав поставено пред себе, дури јас си напуштив школа. Сега збориме од денешен аспект, има многу деца што не учат школа, ванредно учат, зборам за денешен аспект. У тоа време, у таа држава Југославија, да не учи школа беше катастрофа. А ти зошто Јас напушти, само немаше време? ради фудбалот, чисто ради фудбалот, бегав од часови, не идев во школа физкултура, идев по 2 пати на тренинг. Го лажев Чичко Сократ дека нешто имаме вака, ама џабе го лажев, зашто тогаш у класот беа сите спортисти, имаше и со мене што тренираат. Јас идев на тренинг и во 9:30 сабајле и во 1:30. Си зимав по 2 опреми од дома, мајка ми не знаеш, една ќе ми стави, ја ќе украдам уште една опрема, ќе си ставам у торбица и идам на тренинг. Ама више доаѓа клопчето се одмота, дојдоа моите у школа, ја не ни бев у школа, не сум ни бил 2-3 месеца во школа. Ми рекоа дека ќе ме понављат и ја дома дојдоа, вака, викам јас сакам да играм фудбал. И Сакам да Гоце, станам шо ти голман на века, Вардар. бе, синко, Гоци, фудбала мајка во школа? ми вика и знаете што се деси, Чичко Зоран, дојде татко ми на тренинг. И памтам кога вчера да беше ја 16 години. Чичко Сократ, Чичко Мето Спасовски, Чичко Ванчо Трпевски. И мислам дека господинот Ванчо Балевски беше. Мислам, не сум сигурен, но мислам дека и Чичко Ванчо беше Балевски. И татко ми дојде, вака и вака, имам, вика, проблем, вика, така и така, синот, вика, не иде у школа, не ќе иде, вика, да, вика, го гледаме, вика, тука, вика, по 2 пати на тренинг. Оба да работиме понеделник, вторник, Цел ден таму. среда беше слободен ден, четврток, петок и недела или сабота играв. А ти средата не одеше во училиште? Ни тогаш не идев у школа. Тогаш фудбал мало играв. И вика, има ли шанси, вика, детето моје да биде голман, вика, за да знам што да правам. Зашто други времења беа, знаете Чичко Зоран, друга држава, друго све. И памтам дека тренерите му река, вика, ќе биде голман. И јас бев тогаш најсреќен на свет. Ми испиша татко ми од школа, не ми испиша, не ни отидов више у школа и си тренирав по 2 пати. Тренирав по 2 пати, у Вардар си одев на тренинг, ќе ми дадеа моите пари, памтам ќе се качев на автобус, ќе си тренирав, ќе отидев во Идадија тука ќе јадев, во Да. Дебармало, Кебапчината тука чека. така, или вешаличка, или кременадла, било што ќе си јадев, секој ден разно, ќе се вратев, ќе си проштав тука со другари што ќе дојдат втората смена, ќе си одам на тренинг, у автобус и дома. И така, терав до мои 17 Ти почна години. професионално да живееш уште од Да. пионерските Да, денови. благодарение на моите, што ете имале, колку имале, фала им на Господ, успеале така да ми помогнат многу. Кои ти беа првите надпревари за младинската екипа на Вардар? Подсети се дали Ќе се подсетам како. првенство на Македонија, лига имаше, немаше и потоа веќе почна да се надзира твојот натамошен подем веќе и во сениорскиот тим. Па за тој период преминот од пионери во младинци, од браните за младинци, доаѓање во првиот тим. Вака сега, прво почнавме за кадети, утакмиците, и бранев и не бранев, имаше конкуренција во Вардар, секогаш имало конкуренција. Утакмиците се тие, ги памтамете со Работнички, Пелистер, тие биле фактички најголемите дерби беа Вардар Пелистер. Пелистер тогаш имаше страшна генерација. Многу добри играчи што беа тие репрезентативци на Југославија, покојни Петар Билошевски, Бог да го прости. Митко Стојковски, они па и ретко играа за младиците, зашто они почнаа многу рано да играат за Пелистер на своји 16-17 Да, години. 7-18 години уште. Сега Бруно Пресилски, Здравевски, десниот бек заедно, после услови играбме у репрезентација заедно. Пелистер имаш изградено добра Тие беа школа. најголеми дерби утакмици, памтам и ние изгубивме на градски стадион од Пелистер. Памтам мислам не на градски, на помошното. Изгубивме 1-2, тоа памтам тој надпревар. Не победија 1-2. И во Битола не победија, што тие беа ретки порази за Вардар, ама финалето на куп го освоивме во Охрид.
На пенали кај што 3 пенали одбранив тоа. Сега да не испадне дека се фалам, еде тоа ми било... Добро да, тоа е приказка и за тие 3, а овде примаш 4 гола, значи во првенството. Тука, 1-2, дури во Битола 3-0 не победија, памтам во 3-0 не победија, Митко Стојковски 3 гола ми даде. Во Скопје 2-1. Вкупно 5 прими од Пелистер на 2 средни. Да, тоа е за младинци. А и во кадети, во финалите на куп ги победивме во Охрид. Јас тогаш помлад бранем за младинците, една генерација помал бев, тие беа постари, што Митко Стојковски 72 година се тие таа генерација. И дојде прелазот од младинци во прв тим. Настана малце конфликт помеѓу мене и покојни Петар Шолинчевски. Он беше во прва екипа долги години, помошник. Да, ако не беше главен, ретко беше главен, меѓутоа помошник беше. Така, оштар човек, оштар тренер беше. Многу трчавме кај него. Кај него немаше друга работа, освен трчање. Ке отидевме на кеот и само трчање. Дали си голман, дали фудбалер, само ќе трчаш. И така, малце настана некој конфликт, ме избрка од Вардар. Не отидов на турнир ниво Париз, не отидов нигде, не ме зема. А зошто ти избрка за недисциплина или за недисциплина, не можеше да издржиш да трчаш толку? Не, за кој да не може да трча, јас за тренирање сум бил цел живот. Ја и денеска трчам, Чко Зоран. Ја и денеска трчам по 5-6 километра секој ден, вежбам. На мои 43 години. Не ми било проблем тренингот мене никогаш. Туку не знам како беше јас на гол, бев само сега не ќе да зборам зашто е покоен човекот. Ке ми дадат гол со понижување према мене. Со едноставно, ајде, партал, ајде, ова, знаеш, со понижување. И сега сите луѓе не сме исти. Јас сега кога ќе вратам филмот, сега сум тренер. Ама ја така никад не би поставил со голманите, ве работам во академија 5 години, не можем ја така да поставам, не сум тој човек. Не можам така да навредам. Едино ако не ми излаже нешто голманот кој ќе опрашам. Имав уште една година да бранам за младинци фора. Он беше тренер и викам што ќе останувам и да бранам за младинци, ништо не сум добил. Јас сум бранал за младинци на мои 16 години со такви играчи што ги спомнав, што стана легенди на македонскиот фудбал, што ги спомнам, ова се легенди на македонскиот. Репутација меѓународна капа доле, они се легенди за и македонска репрезентација. Тогаш ми помогна многу ФК Скопје. Кај што беше чичко ми покоен Иван Јовчев, председател беше, долги години почесен председател, мислам и денеска на ФК Скопје. Главен финансиер на клубот тој беше. Тогаш не беше финансиер, ама долги години пред тоа и мојот чичко Славе, секретарот, батка. Со татко ми правев дома мој, викам подобро да идам да бранам. И отидов во ФК Скопје, бранев на мои 17 години. Тој ми е фактички прв клуб во сениорска конкуренција. Бранев за Скопје. У Македонска лига тогаш имаше и на пенали, ама памтам многу утакмици, дали едно 7-8 ние све ги добивме на пенали. И така добро бранев за Скопје. Тоа е оној период кога мораше да има победник. Да, пред распадот на Југославија. Ако е нерешено пенали. Така, во тоа време доаѓа Ѓоко Хаџиевски во Вардар, нашиот најтрофеен тренер тука, нема што да се лажеме. Си покажува статистика тоа. Нема земи нема лажење тука, кој што бранел, кој играл. Кариерата негова, кај бил, што бил, што направил, готово се е кажано. Дојде во Вардар, го биеше глас дека сака млади да форсира играчи, и ја памтам тренира во Вардар, од Сабајле, бидејќи Скопје трениравме 3 пати неделно. Толку тие луѓето си работеа, некои работеа. Така било, Македонска лига беше тоа клубот. Фактички трета, четврта лига, тоа беше прва, втора, трета, па Македонска. Да. И си бране во Скопје, си дојдев на тренинзи во Вардар. Од Сабајле ќе доеше господинот Мути Барич, ќе работиме голмански тренинг. Ако не беше тука Муто, со Змија Балевски ќе си работам тренинг, со младинците на Вардар, што јас си бев секако играч на Вардар, да, и се чувствуваше уште како нивно дете, бидејќи. Јас сум играч на Вардар, само тука во Скопје. Да. И памтам еден тренинг, јас работам со дали со господинот Ванчо Балевски работев, дали господинот Ванчо Трпевски, ама не, Ванчо Трпевски беше у прва екипа со Ѓоко Хаџиевски. Со Ѓоко, да. И памтам, тоа беше више одиграни едно 15 кола во Македонска лига и господинот Хаџиевски ме гледа, вика, дојди малце, вика. Сега говориме за после 92-а. Не, 91-а е тоа. Тоа е 91-а. Вардар втора лига е. Аха, Ѓоко кога дојде од Пелистер во Вардар, да. Полусезоната. Да. Чичко Кире Дојчин го сменија. Дојде Ѓоко Хаџиевски од Битола. И памтам негде март, пролета некако ми вика, дојди, ме гледа вака.
Вика, Гого Јовчев, да, викам, вика, се он знае дека у Скопје бранам, човекот не знал дека ја викам сум дете на Вардар, јас сум млечто да бранам младинци на Вардар, викам отидов у Скопје за да бранам. Од утре вика ќе доеш вика на тренинг во прва екипа. Тие беа зборовите, ја мислев тогаш како не знам, Што е ова, вика? радост за мене, за мојата фамилија, што Зоран, радост, не верувам, сум се тресел, кога влегов во кабина, мислам, ја ги знаев тие играчи, топки сум им собирал. У И таа сега генерација, одедаш со нив да тренираш. Марковски, Бабунски, Филевски, Јонус беше голман, памтам. Кој да ги редам, тоа све беа Мирко Спасевски, председател на Вардар. Сега нека не ми замерат, сега не ми Добро. Владко Костов, прославен тренер после тоа. Јас кога влегов во кабината, топки собирав што се вика до пред 2-3 години на тие фудбалери доле на атлетска стаза. Почев да тренирам така со Вардар, бранев за Скопје и летото, после тренирите летото, ме повикаа во просториите господинот Драгче Томовски, на предлог валјда на тренерот, не валјда сигурно На Ѓоко Хаджиевски. на селекторот што се вика Ѓоко Хаджиевски, подпиша професионален договор за Вардар. Тоа беше на мои 18 години. И така почна мојата кариера во Вардар, дебитирав во Ти Струмица. фати од прва лига надпреварите, бидејќи тогаш се не сум распаѓаше Југословенската не Југославија, фатив. па Не. почна лигата без екипите од Хрватска, Не, Словенија. јас се памтам тоа бранев во Скопје, Македонска лига бранев Да. во Скопје. Почна лигата без хрватските клубови, без словенските, почна со босанските, црногорските, Српските и Приштина играше прво коло тука. и гледав. Вардар и Пелистер беа од кај нас. А во таа памтам лига. Приштина играше во Скопје, го победи Балкан со албанците. Прво коло само игра и они не игра више. Откажаа. И дебитирав за Вардар, памтам да се надоврзам. Таа полусезона е првата македонска лига во Струмица. Препон стадион беше. 1-1 заврши таа утакмица, водевме 1-0 до самиот финиш, кај што Сега зборуваме автогол. веќе за првенството на Македонија. Да, како тоа е автогол на Умовски, памтам. станавме самостојна Да. држава. И Да. ти во Струмица деби, Во како Струмица изгледаше деби, тоа? 1-1 играше на преварот сум. Не знам тој исечок, не можам да го најдам во куќата од кај што ми е потеклото по таткото у Раштак, таму е. Памтам, поведовме 86-та минута Чириш даде гол. И 92-та центаршут и топката да изби Љупчо Наумовски, лошо моцкокна со колен и автогол. Само колку имаше публика во Струмица. Во Струмица секој А бил ти како препостадион. се постави за да ја браниш вамо Не, нема кај што да што? бранам топката, топката се излагаше. А, таа ниво гол не одеше. Да избие Љупчо Наумовски, дали одскок на лошо, како гужва, гудри у колено и влезе у гол. Крај беше 92 минута. Али памтам дека дебитирам на тој надпревар и играше надпреварот сум на тој надпревар. Играше надпреварот сум. Ете тоа така ќе ми А остане. тамо публика секогаш во Секогаш во Струмица, Македонска лига, Беласица секогаш кој еве игра. гледате и сега Академија Пандев како галопира со огромни чекори од четврта лига пред 3 години Да, на за прва лига. секоја година една лига погоре и стигна до сега прва лига. Се надевам, не се надевам така и ќе биде, пак ќе биде препон таму стадионот. Заслужува Струмица бидејќи е град со Заслужува и традиција и Струмица, многу заслужува и Горан фудбалери Пандев. од таму Заслужува и Горан излегува. Пандев тоа што го прави, што финансира све од свој джеб, што згрижува фамилии таму Тоа е на за 20 почит. тренери, тоа е за не за почит, тоа е да се диви човек. Е, сега, твојата кариера продолжуваме. Во Вардар, еве тој надпревар со Беласица во Струмица, после тоа доаѓаат и други надпревари. Па ајде кажи ни за некој или можеби некој гол што си го прибил од голема далечина, Така е. па некој гол што лошо си проценил Така е, ситуација, така е, бидејќи така е. голманите Не се ситуација. случува тоа. Не ситуацијачко, Зоран. Сега ќе опамтам голот со Бекеш Чаба, до крај на живот ќе опамтам. Нема сега така каракинам до крај на животот, сега све се забора кога ќе се заврши фудбалот. Ама нема да Тоа го беше заборавиш. првата утакмица што некој македонски клуб е играл во Европа по самостојањето на Македонија, што пред тоа Вардар има играно во Југословенската лига и куп шампиони, и куп УЕФА, и куп купови има играно, бидејќи купот го има освоено на Југославија. Тоа беше Вардар Бекеш Чаба 94 година. Ние бевме шампиони 2 години поред у Македонија и наредната третата бевме, ама ова втората година више добивме право
да играме во Европа. Да, бидејќи Македонија долго се бореше да стане така. членка нашата федерација во европската и во светската. Така е, Чико Зоран. И се играше со Бекеш Чава, памтам 94-та година на градски стадион, Куп УЕФА игравме. Ако бевме шампиони, игравме Куп УЕФА, не игравме пред квалификации. Не беше дозволено. Не знам што беше, да зашто игра. коефициентот или нешто, не можам, не знам. Знам дека не примија во Куп УЕФА, сегашна Лига Европа, игравме пред квалификации со Бекеш Чава во Скопје, водевме 1-0. 45-та минута беше, убаво се сеќам. Центаршот беше од Косова, одлично бранев до тогаш. Одлично бранев до тогаш. И дали пун себе ја дека добро бранам, пун стадион. 30.000 гледачи имаше тогаш на градскиот стадион. Не беше вака сега модернизиран, реновиран. Тој стадион беше од бивши Југославија. Да, таа трибина ја немаше. Немаше Верната, ни истокот, старата ни беше и северот, ни стоењата, западот, да. ништо немаше, си беше она што го памтам од дете. И најубав ми беше некако така кога беше, дека ми останало од детството. И сега гол. Центаршот идам, ја фаќам топката, сигурен напред беше Чириш, некако се отвори. А знам дека стрелец од светски калибар. Јас да дегажирам ждропка. Лошо ми фати некако со стапалото. И топката кога што дегажирам ја десно бев на 16 метра, памтам. Не бев ни во висина на голот. Десно, ја дегажирам топката, ми фаќа лошо, вака иде у косо. Ми фати со овој дел, со внатрешниот дел. Вика, што направи? Како отиде косо и ја прима топката, како ја примиум, зашто Вардар е обично градскиот стадион е малце влажен навечер дека е близина Вардар тука. Да. Влажен и топка исто Се лиска. Како ја прими топката, ја залепи баш мрачко, ме помрачи. През името мрачко му беше, ме помрачи. Ја прими. Како што ја прими топката Јанака е гол, оно од прва. И не можеш да печеш стигнеш. играчи у 16, како успеа Игор Саша Николовски, Зоран Јовановски тука, кој беа? Лјупчо Марковски беше ли во Вардар тогаш и во ЦСКА, не ми текнува. Не ми текнува, сега поминале долги години. Да, и? Топката директно во гол. Леле, викам, земјо, отвори се, викам, пропадне. Значи ти му ја намести на мрачко. Фактички да, директно, како да му реков поклон, да. И испадна реваншот, изгубивме таму. 1-0 испадна тој гол, Решавачки. решавачки. Ете така, тоа ќе ми остане, мислам, А што ти вика после тој гол кога прими од не, колегите? ништо, тренерот Ѓоко Хаджиевски ништо не ми рече. Бевме на вечера после утакмица, ја бев утепан, попарен, ништо. Дојде само ме погали, глава горе, вика, имаме реванш, вика, да сме живи и здрави, вика, фудбалот е, вика, дугачок. Резерва бев на реваншот, бранеше Петар Милошевски. 3-4 кола бев резерва на почетокот. И се деси куп утакмица со Љуботен, на градски. Ние преку 200 шанси. Ама неќе да влезе. Аме 1-0 водиме. 90 минута шутираат они од 30 метра, покојни Петар да ја фати, меѓу ноги у гол влезе топката. Тогаш пенали треба да има одма. И јас памтам кога вчера да беше ги вадам тренерките, немаше Хаджиевски направено 3 измени. Му викам, шефе, да влезам, викам, да се извадам, викам, за ова те молам, викам. Влагај, вика Гого. Памтам тие зборови. Влегов, 3 пенали одбранив, поминавме за куп. Не дека јас се извадив нешто за Бекешава, сепак Европа си Европа. Да. Ама ете така се деси тоа, после застанав на гол. Ти олесни на душата. Ми олесни, застанав цела полусезона ја бранев и војска си отидов зимото. После тоа се вратив уште една година у Вардар, цела бев, година и пол, и да продолжам, отидов во Брегалница Штип. Во Брегалница колку една 6 сезона месеци, остана? 6 Да. месеци, зашто пролета не можам да рачунам, зашто јануар и февруар се припреми. Не останав таму, ја мислам дека од дењето мој у Штип, благодарност на Владко Костов, мојот колега што беше во репстација кој бевме со Мирсет Јонус и колега фудбалски, он ме однесе во Штип. Јас таму станав голман. Тоа која Фактички. година беше? Тоа е Ти 96-та, 96-та? 96-та Зоран. Јас таму од укупно 18-17 кола до 15 бев играч на преварот. Тоа ми беше предсвртница во мојата кариера. И стана миленик на Штипјани, а и тие заразени за А фудбал. болни, ние бевме второ место И на ти табела, главна звезда таму. може да замислите второ место бевме на табела, тоа Силекс беше неприкосновен. Многу јака екипа имаше Силекс, што се вика пола репутација на Македонија. Не беше разлика, 2-3 бода беше. Во Штип препон. Ние кај да игравме на гости одеа, каравани.
Каравани, тоа многу убав мој период од животот. Брегалница не успеа да стане шампион, Тоа иако ми е фудбалски многу- и град. мене ми е криво, не само што не стане шампион, туку Европа не ме искочи. По освојувањето 3 години Вардар, 3 години Силекс, 3 години Слога, па работнички Кометал и така никако да дојде на ред. Не да стане Брегалница. шампиончичко, Зоран. Мене ми е криво што Брегалница Европа не искочи. Многу екипи искочи, ајде Вардар, Слога, да речеме работнички и други екипи искочија. Турново искочи Европа. Пелистер исто така играше. Пелистер нема шампионска титула. Еве ние ги направивме работнички, а Пелистер од бивша Југославија, Да, нема. Беласица нема шампионска титула. Колку беше близко со покојни Батеване, Таковски, да го спомнам, лесна му душа. Колку беше близко. Какви играчи искочи од Струмица.